Почитувани гледачи, добро утро уште еднаш за оние кои што сега се вклучуваат на каналот на К3 телевизија. Неколку минути после 9 часот и точно време за да обработиме една тема за разговор. Денес имаме една посебна тема за разговор. Од приложеното, мислам дека може да се види. Светите, освен што служат за украс, тие на нас делуваат и смирувачки и релаксирачки. Нивната примена е се поголема, па со самото тоа и некои луѓе дошле на идеја да започнат сами да изработуваат украсни свети. По тој повод денес ќе разговараме со мојот денешен гостин во студиото, господин Зоран Зафировски. Добре ни дојдовте. Добре најдовме. Како сте? Добро. Так. Да започнеме со тоа. Од каде идејата за изработка на вакво нешто? Па идејата беше поодавна, која се претвори во хоби. Беа едноставни свеќи или свеќи направени во калап. И после со истражување и со гледање на други како ја претварат уметноста на восок и на парафин, дојдов до идеја да пробам и јас. Така стапи во контакт со сега пријателка, една жена од Украина, која бев таму и заедно го изучивме занајатот, пошто не обучуваше еден американец кој почнал во гаража, а сега има огромна фирма и уште предава и уште обучува. Мислам, овие свеќи се попопуларни во Америка и Русија, тој дел, рускиот дел, Украина, Белорусија, не отколку кај нас на Балканот. И го изучиме заедно за занајатот и денеска соработувавме и Ова е резултатот. Ова е резултат на тоа. Така, колку време го учевте занајатот? Занајатот го учев негде околу 3 месеци, после продолживме преку Skype. Така. Пошто има и часови, сега има преку Skype часови. Дава часови, ама многу е подруго кога ќе сте таму, лице во лице и кога ќе учите со него заедно. Кога веднаш ќе може да ви укаже на грешките. Фактички тоа е некој курс. Некој курс од 5-6 месеци, мислам скап курс, не е ефтин. Негде околу $1,500 излегува да се научи основата на ова, после на вас како ви доаѓа идејата, вие така работите. Така. Од ова што го кажавте, можеме да заклучиме дека не секој може да се занимава со оваа работа. Оваа работа во вашиот случај прерасна од хоби во професија на некој начин. Да. Прво ми беше хоби. После би прерасна со проектот на владата на Република Македонија самовработување. Го претвори хобито во бизнис. Мислам мал бизнис и сега за сега добро оди. Добро оди. Побарувачката е голема, да, како што побарувачката е голема. почетокот. Има интерес. Сега ние сме малку подобрен, нема свеќите многу не ги. Така. Ваквата уметност е, можам да кажам така, да слободно дека е не секојдневна уметност. Нема многу луѓе кои што се занимаваат со изработка на вакво нешто. Некои започнале, имам слушнато, па се откажале, па не оди. Во што е друго основата која што треба да го имаш за да почнеш да изработуваш вакво нешто? Па пред се треба да имаш едно, како во спортот, 5% талент, остатокот е работа. Во ова работа многу специфично што треба да имате креативност, треба да имате брзо размислување, пошто процесот на изготвување на свеќите е краткорочен. Од 5 до 7 минути, зависно од условите во просторијата, кои се ќе треба да ја завршите свеќата, значи пред се треба да си створите слика во глава како тоа треба да изгледа, од вашата глава да го пренесете директно на дело.
И се работи со нож, што е многу специфично, и се тоа пред се е креативност и огромната бабезина, како да кажем. Така. Каква е самата постапка на работа? Со што започнувате? Прво се започнува со основата, имаме основа која исто која рачно се полни, фитилите исто рачно се топат во восок и кога ќе е се готово, основата се почнува со тапкање на свеќите во зависност со колку бои има, многу бои, има многу нијанси на бои. Јас моментално работам со 20 на нијанси на бои. И сето тоа, со таа слика што имате во главата, јас ќе го стварите ова дело. Така. Дали боите се мешаат или пак ги земате така? Не, ова малку е тоа е специфично, значи боите не може да се мешат, пошто се парафински бои. Значи имам нијанси, конкретно има 18 нијанси на бела. Има негде околу 20 и нешто нијанси на црна боја. За останатите светли бои да не збориме, пошто ако може да добиете вие мешање на бои, да добиете од жолта и плава да добиете зелена, ама нема да видите таа зелена како што би било кога се мешаат боите, например, во сликарство. И затоа е малку поспецифично и треба да ги имате сите бои и спремни контейнери кои ќе имате за работа. Така. Изработувате свеќи во различни бои, различни големини. Во сите бои, да кажеме конкретно, нели, пак во сите бои барани бои со имиња, со лого, со фотографии и слично. Дали сега би можеле да ни кажете што најчесто се бара? Па најчесто, еве сега почнува периодот на славите, најчесто се бараат свеќи со икони. Се бараат свеќи со лога на фирми. Имаме работено за доста фирми со лога. Се бараат слики во срциња со заљубени. Тоа беше посебно за денот на заљубените или денот на лозарите Свети Трифун и Свети Валентин. Сега е таков период на слави, сега огромна е побавувачката на слави. Сега е Света Петка Петковден, после иде Свети Димитрија. Највеќе имаме побавување за Свети Никола. За Свети Никола има највеќе побавување на свеќи. Така. Би можеле ли да не опишете, да кажеме, еве, за една од нив? Спомнавме за постапката како, но самата изработка, дали тоа е лично вашата креативност или сепак работите по желбите на побарувачите? По желбите на побарувачите, да, работиме, али работиме она што сака да го има на свеќата. Сега, остатокот е се ваша визија. Моја, како да кажам, таа слика што имам. Сега, како би кажал, кај нас например, не може да најдете две исти свеќи. Значи, ниједна свеќа не е иста. Една со една, макар и слично изгледаат, ама не се исти. Значи, пошто се работи рачно со нож, се работи со длета, не може да најдете иста свеќа. Работевме количински по 60 до 100 свеќи, сите изгледа исто, ама не беа исти. Значи, пак беа различити. Так. Дали е тешка изработката на свеќи? Колку време ви е потребно за да изработите една свеќа? Па целокупниот процес, мислам, брежењето на свеќи, ви реков, трае од 5 до 7 минути во зависност со температурата во просторијата или временските устови какви се, надворешната температура. Инаку процесот некаде трае околу час до час и половина во зависност исто за колку брзо ќе се спреми основата што е внатре во свеќите, оној дел што гори. Пошто они кога горат се спуштаат надоле и поголемиот дел од овој дел останува ваков, само се спушта надоле. Така. Дали можеме да кажеме дека брзината е клучен фактор за изработка на овакво нешто? Да, брзината. Се случува ли да сгрешите? Па се случува. Се случува, само што например кај нас тоа е добро што и тоа што е погрешно направено не се фабла, него од истата свеќа пак се направи друга. Така. На почетокот беше хоби, сега е веќе професија, затоа споменавме колку време се занимавате со оваа уметност. Околу 10 години. Околу 10 години.
како Една се паралела за побарувачката порано и сега? сега е како се приближуваме до Европа, така и видиците ни се малку поголеми и луѓето више не ги гледат свеќите, не знам, за Како табу тема. како табу тема, него може Ајде да малку да завете свет. поразговараме за тоа. Започнавте една убава тема, па да напоменеме сигурно дека ги интересира и нашите гледачи. Порано свеќата се знаеше на што е символ, сега да не споменуваме, да не ја мрачиме емисијата. Сега веќе се разбиени тие предрасуди и табу теми. Да, сега се стават и слики, како што ви напоменав, од заљубени во срци се стават слики на деца, се стават слики на своји сакани личности без некаква предрасуда дека тоа нешто ќе им значи, пошто не гледате свеќе која е темна, него сите се во светли живи бои, што многу поубаво изгледа и не знам како ви кажам, поклон. Овој поклон досега сите беа одушевени, сите купувачи кои купија свеќе од нас се одушевени од приемот на оно што ја поклонуваат свеќата. Така. Сега би можеле да направиме една кратка музичка пауза и повторно се враќаме во студиото. Мене ми дотуи. Пред да започнеме официјално со разговорот вака пред нашите гледачи, рековте нешто. Рековте дека дома имате или немате многу мал број на свеќи, лично за вас. Немам, ништо за мене. Зошто е тоа така? Не, па не знам, значи немам. Мислам имам во работеницата имам неколку 300 готови свеќи, али дома мислам дома имам Богородица, имам раците мајка Богородица што го држи Исус Христос, а вакви каринг направени немам. Така. Сега предрасудите, табу темите околу свеќите, веќе тоа го срушивме, меѓутоа и самите луѓе го срушиле многу години наназад. А па кажете ни, дали најчесто се купуваат овие свеќи за да се горат или пак да стоят само за украс? Што велат потрошувачите? Па тоа ми е еден од помалите проблеми, пошто 90% од луѓето што ги купуваат свеќи да ги купуваат за украс. Значи не ги горат, посебно ако има некоја слика што им значи на свеќата, например, како светци, икони или личности сакани личности кои се на свеќите, нема шанса да ја запалат да горе. Ги чуваат чисто за, еве, чак и овие кароелки што изгледаат, и тие не ги горат, него ова е еден прост пример на елка, например, за Нова година, ги сакаат со повеќе украси, повеќе манистри да има на нив, мечиња, зајчиња, тие такви работи. Така. Како можат луѓето да ве контактираат? Па вака, може да ме контактираат преку страницата на Facebook Art Memory Candle. Таму се оставени сите податоци, телефонскиот број каде се наоѓаме, работеницата, мада во работеницата не продавам свеќи, пошто тоа е само за изработка на свеќи. Имам оставено во неколку гифт шопови, неколку цвеќари низ Куманово, каде што може да се најдат, има во Скопје доволен број оставено. Али кој сака за своја душа може да ме контактира на Art Memory Candle страницата на Facebook, ќе му излеземе во пресата. Таму може да верувам и да погледат некои слики од некои други свеќи. Вие сигурно дека не бевте во можност да донесете од секој модел по една, меѓутоа таму може да разгледаат и доколку е некој заинтересиран да ве побара. Да, таму ги има сите, скоро сите што ги имаме направено. Значи, пак ја напомена, ни една свеќа не е иста само со себе, значи сите свеќи што ги имаме направени се таму. Големиот дел се таму. Вакво нешто вреди да има секој во својот дом. Цените се многу пристапни, така да можете да го контактирате господин Зафировски. Така, тука би бил некаде и крајот на нашиот разговор за денеска. Се надевам дека ќе се видиме повторно во иднина. Кој знае, можеби ќе створите и некој гигантски бизнис од сето ова. Ми беше многу мило. Ви благодарам, да ви се заблагодарам вака јавно за свеќата. Би можеле од нашите реализатори да ја зумираат, што ни ја поклонивте со логото на нашата телевизија. И се надевам дека ќе се видиме во некоја наредна прилика.
се надам јас. Ви посакувам се најубаво и мило ни беше што ни бевте гости. Благодарам. Почитувани гледачи, останете со нас. По кратка пауза се враќаме повторно во студиото и обработуваме уште една тема за разговор.